Оваа реплика од војник ги чува празните улици на Салтивка, стамбена зграда во Харков, кој беше тешко оштетен додека беше под опсада од руските сили. Се гледаат рововите меѓу тротоарите, каде некогаш живееле 45.000 луѓе. Поранешните украински позиции се уште се камуфлирани. До септември, кога русите беа потиснати преку границата, борбените линии беа на само неколку стотина метри подалеку. Самый страшный. Најстрашниот ден беше кога бевме во подрумот и бензинските пумпи почнаа да експлодираат. Има една спроти мојата куќа. Тука има 8 бензински пумпи. Имаше стакло насекаде, беше страшно. Алексеј Јермак е еден од околу 4000 мажи, жени и деца кои живеат во Салтивка. Вели дека состојбата е смирена, но страува дека Русија можеби планира нова инвазија. Я за детей. Стравувам за децата, не се грижам повеќе за мене. Жал ми е за внуката, внукот. Тој има 15, а таа 20. Се плашам за нив. Харков е вториот по големина град во Украина. Руските сили го опколи од февруари до септември во обид да го освојат градот. Не можеа да го заземат, но оставија урнатини откако беа принудени да се вратат назад. Јури Сидоренко е портпарол на градот. Околу 500 стамбени згради. Воопшто не можат да се обноват. Сидоренко вели дека уште 1000 згради биле погодени од руска артилерија. Додава дека реконструкцијата нема да започне дури по војната, бидејќи постои ризик се повторно да биде уништено. Во последните недели нападите врз Харков се интензивираа. Сега русите користат балистички ракети истрелани од Белгород, најголемиот руски град во овој регион на помалку од 100 км од тука. Иван не е неговото вистинско име, вели дека тој и другите ќе бидат подготвени да ја бранат Украина. Незалежно од того, Без разлика дали непријателот ќе ја пробие линијата или не, ние сме подготвени. Иван е командант на една од одбранбените линии околу Харков. Војниците се на готовс и не знаат со сигурност што може следно да се случи. Олег Кристоп, уште еден жител на Салтивка, вели дека се чувствува безбедно со украинските сили, но дека има лоши сеќавања од блиското минато. Експлозии, а потоа се будам, се уште имам кошмари. Кристоп и со Олга живеат во оваа соба откако минаа 3 месеци во метростаница со 100 други лица. Среќни сме што барем овој прозорец не беше целосно уништен, за да можеме да останеме барем во некоја просторија. Во Салтивка засега е мирно. Млади мајки се шетаат со бебиња. Но се чини дека сите знаат дека се може да се промени во следниот момент.